Почитувани граѓани, почитувани медиуми, како што се ближат изборите, кај што се знае дека СДСМ и Зоран Заев ќе изгубат, така и се зголемуваат и криминалните апетити на наркокартелот Заеви. Срамота е што повторно, во сред пандемија, во сред криза, каде што Република Македонија е руинисана, имајќи во предвид СДСМ и Заев дека ќе ги изгубат изборите, го пуштаат во собрание, во процедура законот за марихуана и опојни дроги со европско знаменце, и тоа само заради интересите на фамилијата Заеви. Јасно е, законот е од личен интерес на Зоран Заев и тој интерес има два аспекти. Едниот аспект е што наркокартелот Заев има најголем број лиценци за одледување марихуана и практично сака да го легализира со ова шверцот на марихуана за да заработи уште повеќе пари. А вториот аспект е што голем број од собственициве на лиценци кои биле прелажани од Заев дека ќе се изгласа законот ваков како што го предлагаат, сега повторно се жалат дека биле предмет на разни притисоци, каде што требало практично неформално уште еднаш да си ги откупат лиценците кај пајташите на СДСМ и практично со тие пари Зоран Заев и неговите пајташи околу него да се обидат да вршат подкуп за изборите. Почитувани граѓани, нема ништо европско во законот за марихуана што сака Зоран Заев да го помине. Напротив, со овој закон сака да го легализираат она за што беа уапсени од ДЕА возачот на Трајче Заев и командирот на Оливер Спасовски од Прилеп, оној кој што го викаат Чипсио. Овој закон кој го поднесе СДСМ треба да го одбрани пред собранието браникот на криминалот на СДСМ и ресорен министер Венко Филипче не смее и не треба да помине. И нема да помине. На граѓаните им е повеќе од јасно дека оваа влада нема намера да реализира проекти во нивна корист, туку единствено да работи за нивните лични интереси. И тоа се поинтензивно како што се ближат изборите, бидејќи знаат дека ќе ги изгубат изборите. Затоа, уште еднаш да потенцираме, на овој закон, кој што лично го предлага фамилијата на Зоран Заев и од нејзин интерес, не му е местото во собранието, а најмалку му е местото со европско знаменце, бидејќи криминалот не е во духот на европските вредности и не е од интерес на Европската Унија. Криминалот е единствено интерес на фамилијата од Струмица Заеви. Не може пратениците од собранието да легализираат нешто за што ДЕА поапси 10 луѓе. Затоа нека стават прст на глава и пратениците од СДСМ и нивната коалиција во собранието и нека размислат дека со овој закон само и само му ги полнат джебовите на Зоран Заев. Сега би сакал да одговорам на едно прашање, телевизија Телма. Дали Централниот комитет ќе објави имиња на нови кандидати за градоначалници или тоа ќе остори лидерот официјално во текот на неделава? За колку општини станува збор и дали сите се нови лица кои досега не биле нова функција? Што очекувате од локалните избори? СДСМ обвини дека не можете да најдете кадри затоа што ќе сте ги изгубеле изборите. Во однос на партиските тела, ја само би порачал и на граѓаните и на медиумите да се стрпат уште кратко да се одработат партиските тела својата работа во однос на она филтрирање на кандидатите, изгласување, а за објавување на кандидатите, тоа ќе биде многу наскоро како што најавивме уште предходно. Во однос на лицата, да, ќе бидат објавени голем број од кандидатите, така и најавивме предходно. Тоа ќе бидат нови лица во 90% нови лица во своите средини, тоа ќе бидат лица кои што не се криминално настроени како што се кандидативе на СДСМ, туку ќе бидат луѓе кои што имаат интегритет и авторитет во местата каде што живеат и ќе ја донесат огромната победа на овие локални избори на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Зошто го велам ова? Го велам затоа што се повеќе е јасно и согласно анкетите кои што излегува како анкетата на Индија, но и анкетите кои што ги имаат и самите во СДСМ, дека овие избори кандидатите за градоначалници на СДСМ ќе изгубат многу. Во однос на стравот, тука само би потенцирал, обично не коментирам за други партии, но би потенцирал дека апсолутно нема никаков страв.
стравот е во редовите на СДСМ, ВМРО ДПМН е одлучно трга кон победа на овие локални избори. Кандидатите ќе бидат објавени, а доколку еве би ги запрашал, сметаат дека тоа е причина за страв, еве нека кажат зошто немаат објавено кандидат во Прилеп, бидејќи ние веќе објавивме, така да очигледно е дека стравот е кај нив. Благодарам.